Ова е одмазда и неправедна агресија, а не правда. Дуи со остра реакција после апсењето на уште двајца екс-министри од редовите на партијата во врска со кочанската трагедија во Пулс и најавуваат дека ќе ги преземат сите потребни мерки за да се спречи, како што потенцираат, продолжувањето на нападот против албанскиот народ. Денес албанскиот народ во земјава е под напад од институциите на сопствената држава, кои што се целосно заробени од политичките и етноцентристички интереси на власта. За да се заштитат себе си и своите, премиерот, министерот за внатрешни работи и јавниот обвинител еднострано ја насочија истрагата против албанците, кои на било каков начин и било кога биле дел од институциите на системот. Јасно изјавуваме дека денес против албанците е прогласена еднострана и неправедна агресија, без разлика дали станува збор за дуи за албанските партии во власта или за албанците воопшто. Реакцијата на дуи е прикривање на одговорноста за етничкиот чадор. Одговорноста е за криминал, не за етничка припадност, возвраќаат од ВМРО-ДПМНЕ. Од 2011 година со ова министерство управувале исклучиво кадри на дуи. Валјон Сарачини бил министер 3 години од јули 2011 до 25 јуни 2014 година во владата на Никола Груевски. После него на министерската фотелја доаѓа Беким Незири, кој функцијата ја извршува до 18 јануари 2016 година. Негов наследник е Дритон Кучи, кој со министерството управува 1 година или до 1 јуни 2017, кога за министер во владата на СДСМ и ДУИ е поставен Крешник Бектеши, чиј мандат трае 7 години, до 13 јуни 2024 година. Досега уапсени се сите наведени. Бектеши е во 30-дневен притвор, а Дритон Кучи, кој е амбасадор во Норвешка, се огласи дека со првиот лет се враќа во земјава, отверува во правдата за општото добро. По претходните 30, истрагата за пожарот во Пулс сега се проширува за над 23 нови осомничени, но меѓу нив не е актуелниот министер за економија Бесар Дурмиши. Тој неодамна на пресконференција изјави дека не чувствува одговорност, оти според него Министерството за економија не е надлежно и нема механизам за проверка дали некој има лиценца. Министерството за економија и труд не е надлежна, нема механизам, не е надлежна за проверка дали има лиценца некоја, да речеме, некоја компанија или некоја фирма или нема лиценца. Дали работи со документи или нема механизам за тоа да го контролира. Одговорноста е кај тие институции кои треба да бидат на терен и да вршат контрола. Досега на 30-дневен притвор од Министерството за економија, освен поранешниот министер Крешник Бектеши, се и поранешниот државен секретар за економија, како и уште тројца други вработени во секторот туризам.